Мирисот на книгата мирис на жена, опивна како парфем. Таа знае што сака, се што сака и може. Може да биде креативна, иновативна, едноставна, но никогаш здодевна. Брендмајстор за патентирани интимни приказни во форма на килоти, но и интимни графити во форма на 2 автентични книги, 39 приказни од последната вистинска принцеза Јасна Петков Стојановиќ. Добре дојде во Мирисот на книгата. Добро вечер. Добро ве најдов. Добро ве најдов. Опуштено. Да, опуштено. Да. Но ми е драго ете што одви време да бидеш гостинка во подкастите кои се пуштаат на YouTube страница МК, да бидеш дел од автори на македонски македонски автори на книги кои може подоста да се прошират и надвор од македонските граници, секако алудирајќи на твоето српско потекло. Благодарам, Тањич. Секогаш ќе бидам твој гостин и многу ми е мило, бидејќи книгите ми се мој најголемиот хедонизам, односно пишувањето е мојот најголем хедонизам и многу ми е мило што сум тука. Што е ќе го вкусиме хедонистичкиот момент заеднички. Од толку многу бизнес ситуации приказни кај тебе, жена менаџер во бизнес фелата, жена иноватор, фикси и килотите, како дојде и како од каде ти мотив да оставиш трага со пишан збор? Вака, уште како малечка, сега ќе се извинам бидејќи можеби мојот македонски не е совршен, ама убедена сум дека е симпатичен. И ќе се потрудам да видам што подобро во него. Значи, уште како малечка, покажував потреба за пишување. Секој пат бев окружена со многу книги, и тоа големи книги. Имам и слики кои што можеме и да ги прикажеме. Имаме една симпатична слика кога бев малечка, со многу книги околу мене. Секој пат сакав да пишувам, некако ги гледав книгите, читав, така, подчитував, ама никогаш не читав многу. Туку секој пат сакав јас да се докажем и да јас да пишувам нешто. И тоа почна уште од кога бев многу малечка и кога тргнав во школа, секој пат добивав некои награди по литература. Моите состави секој пат се читаа на тие разгласи, во основно средно училиште, како најубави. Да, меѓутоа, некако мама и тата мои не спознаа и да ми помогнат за да, рецимо, ме школуваат, да ме образуваат во таа насока. И тоа кај мене во одреден момент така стагнираше, бидејќи се посветив на бизнисот, на менаџирањето и така натаму, и водев своите бизнис проекти. Меѓутоа, во еден момент почна пак да се пројавува тоа кај мене. И кога мојот син се роди, беше отприлика тоа, тогаш имаше околу... Значи, пред првата книга ја напишав пред отприлика... Јас сум дојдена во Македонија пред 24 години, првата книга ја напишав отприлика пред 12-13 години. Тоа е книга Не пипај интимно е, да. Тогаш син ми, значи, имаше околу 10 години. Отидовме во биоскоп да гледаме анимирани филм. Да гледаме анимирани креативност, бесконечна, како универзумот. Отидовме да гледаме филм, анимирани филм во Рамстор, тогаш беше отворен тај биоскоп во Рамстор, молот. И гледавме анимирани филм Александар Македонски. И во еден момент, кога неговиот татко му кажа, најмокен е оној кој што опрашта, во тој момент јас добив во самата моја визија многу реченици, сопствени мудрости. И не можев да дочекам за да отидам дома и да ги запишам тие, бидејќи ќе ги заборавив. Синот ме прашуваше по пат, додека возевме до дома, мама, детаļи од филмот, но јас не сакав ни да разговарам со детето, бидејќи не сакав да ги заборавам моите реченици, кои што тоа ми беше позитивен тригер. Така, да, потик. И од тој момент јас Тањич не престанав да пишувам. Од тогаш имам написано над 3000 мудрости, 3000 мудрости. Идејата за ова, како да се облечеме во книга на читателите, што им пренесуваш како порака? Од каде ти пак идеја за вакво нешто? Значи вака, јас кога ово разбивање на стереотипи дека книгата треба да стои само на полица е дело на маркетинг агенција, покојниот, за жал, Иван Пешев, брилијантен маркетар,
бивша агенција Република, јас кога отидов кај нив им кажав, јас напишав книга, све што сакаме да ги разбиеме стереотипите, не сакам да е книга да биде просто само ставена како дел од полица и тоа е тоа. И они мене тогаш ме погледнаа, окей, ние ќе направиме нешто во стилот што си ти, што сметаме дека си ти. И јас, окей, си заминав и они кога ме повикаа на состанок да ми покажат што направија, они ми кажаа, ние те гледаме како книга кроз моден детај. Е сега, што е поентата на книгата? Поентата на книгата е, ако се облакаме во убава гардероба и во убави чевли, кога излагаме на улица, малце повеќе да се облакаме и во убави книги. Така, да се облечеме во мудрост. Така, управо тоа, да се облечеме во мудрост. Професор Фирид Мухич, кој е рецензент на твојата книга, вели, ако Вилијам Морис пред повеќе од 1 век со своите книги формирал британска библиовска уредносна скала. Вредносна скала? Да, јас го преведувам на српски, па гледам ова да. Библиофилска вредносна скала. Интимните графити на Јасна Петков Стојановиќ, буквално таквата скала ја промовира во некое наше руво, во нашето издаваштво. Значи, буквално професорот препознал во тебе нешто што е пред време. Да, јас кога бирав рецензент, сакав да биде стварно човек кој што ќе ги задоволи моите критериуми, бидејќи ово можам да го наречам дека е рецимо популарна психологија. Таков неки жанр на пишување, бидејќи јас имам потреба да пишувам кратки мудрости, животни, инспирација ми е просто живот. Некогаш ми се случува да напишем мудроста која што ќе ја живеам, која што сум ја напишала, не сум ја проживеала. И онда кога ќе ја проживеам, мудроста ми текнува дека сум веќе ја написала. Значи, тоа е одредена предиспозиција, јас барем така сметам. Имам потреба да пишувам кратки приказни и тоа е интересно. Дали читателите те прашуваат, дали е плодно, или на последната страница, обично вели што најчесто те прашуваат, дали плодно ви е твои мудри реченици, мисли и записи се искуствени? Дали човек мора да пројде се, да помине, па да напише ова, или... Тоа е оно што сега го кажав. Значи, некогаш ми се случува да ја склопим мудроста сама од себе и да просто поверувам во тоа што сум го напишала, бидејќи знам дека, чувствувам дека е така. Нели, уметноста е интуитивна украј. Нели, можеме да ја сметаме и за интуитивна. И кога ќе ја напишем мудроста, сметам дека е вистинска, дека е права, иако можеби не сум ја проживеала. Значи, затоа нарекувам тоа како предиспозиција, за пишување на тоа, инстинкт. И онда ќе ми се случи, кога ќе живеам таа мудрост, ќе се сетим дека веќе сум ја напишала, што е многу интересно. Да. Што значи да се биде модерна или вистинска принцеза, твојата втора книга? 39. Сега ќе кажам една многу интересна работа, една моја пријателка ме поби со ова 39 приказни на последната вистинска принцеза, кога ми рече, џаба постојат принцезите кога магијата секогаш е правела вештерките. Тоа беше толку симпатично. Ама добро, последна вистинска принцеза, знаеш Тања што е во прашање? Секој пат сум била бунтовна, сум тренирала мачување, сум била спортист и секој пат сум сакала да се бунтувам, да предизвикувам, да се бориш, да се борим и сватам дека животот е борба и дека мораш да се избориш за сето она што сакаш да го да биде дел од тебе, односно тоа што си ти да го добиеш во животот. И затоа тука имам една мисла, сега ќе ја прочитам. Да, споделија. Да, сега ќе ја споделам. Со нас. Да. Каже, овако, на универзумот му требаше да создаде толку многу мажи да кажат толку мудри мисли и само една жена да го каже истото. Сега, јас тука... Жената ставаш на пиедестал во твоите... Не ја ставам жената на пиедестал. Жената е, сметам, жената на... и мажите ги ставам на пиедестал. Апсолутно. Мислим, тука постои еднаквост. Не делам воопшто. Дали е жена по... Зашто ти е принцеза, затоа мисля да не алудираш. Во принцип, вака, каде ми е предизвикот баш за тоа бунтување малкице? Во сите сфери гледам дека мажите го превзимаат тој пиедестал за кој ти ме прашуваш. Значи, во однос на професионализам, дали во бизнисот, дали
чак можем да кажем и у кулинарството, што беше женско. Нашите секојаш нашите биле најдобри кувари. Така, Во сферата, па можем да кажем и во уметноста, многу па поголем и во број на... облеката и во се нешто, па во козметиката, па да не набројуваме, да, И не се сега- мешат на маса. Да, и сега што се случува, тука имав еден изазов, каде што сакав да докажам дека ќе бидам жена со напишани најмногу мудрости во овој свет. И онда ги предизвикувам сите големи писатели, мудраци, дивна мисла и мудроста, јас ги предизвикувам со моја мисла и На еден мудрост. графички дуел со графити. Да, со графити. Така. Така да, Тоа ти е идејата. да, тоа ми е идејата, покрај тоа што книгата треба да ги разбие стереотипите и заиста да и го вратиме достојанството на книгата. Веќе сега сме. Во трета книга, Трета книга, во трета книга се обидов да биде целина, една целина, меѓутоа не ги заборавив пак кратките реченици, мудрости кои секаде ми се прожимаат низ. значи сепак стилот го Го задржувам. задржуваш и продолжува со трета книга која треба Која е целосна, целосна. да, меѓутоа 7 милиарди покушаи каде што ја барам бесмртноста. Значи тоа е Многу насловот, интересно, го да, 7 откри. Да, Седум? откри. Милиардитиот покушај. Сега веќе сме обид. Се така, извинувам, добро. да, обид. Сега веќе сме 8 милиарди, тогаш бевме 7 милиарди кога јас ја завршив третата книга. И во таа е барам бесмртност и многу интересна, има еден многу интересен склоп како е направена таа. Имаш нешто да ни прочиташ, може би, нека... Од таа трета. Па дали од неа или од нешто е баш да Има нешто што би сакала да ви прочитам, што е една од моите омилени песни. Таа би сакала да ја прочитам, ако Може, да. повели, Да. па тоа е затоа подкастот посветен на нашите драги гости. Песна се зове Универзум едног дугмета. Беспомоćен je pred njenim otkopčanim dugmetom. Bespomoćen je pred njenim zakopčanim dugmetom. Toliko iščekivanja pred jednim malim dugmetom. Toliko tajni, toliko izazova, toliko maštanja. Da li možete zamisliti o kom dugmetu je reč? O dugmetu koje vam otkriva njenu mekost i čvrstinu, nežnost i maznost. Toplinu oblina po kojoj su i univerzum i sunce i zemljina kugla dobili oblik. Raskoš žene i u njenim zanosnim pokretima, blagim njišajima. Raskoš žene i u njenim grudima. A samo jedno dugme vas deli od bespomoćnog pokorstva pred ovim oblikovanim univerzumom strasti, požuba, potrebe da ih dodirnete, na njima zaspite i u njima utonete. I kao mali dečak sa milion poriva ipak se ukrotite, smirite i osjetite njihovu moć zaštite. Njene grudi, njene najsilnije erogene zone, a samo jedno dugme vam otkriva porte pred kojima iščekujete, ili samo jedno dugme je zatvorilo porte do novih iščekivanja. Žena, dugme koje otkopčava, grudi beskraj. Žena, grudi, dugme koje zakopčava, novi beskraj iščekivanja. Zbog samo jednog dugmeta na njenoj košulji univerzum je otvoren ili zatvoren. Браво. Мислам било дугме да ја слушнем од фрагмент од Живото бебе има да отпее. Браво. Да, многу се Дивно полазни. што би рекли. Баш онака има во неа и блага еротичност и она што излегува од тебе како жена и суштината нели на малите работи, на малите нешта е во малото копче во големиот универзум, микро во макрокосмосот. U biti tu hoću da pokažem koliko je jedna... Сакам да покажам. Da, колку sakam една- da pokažem. Да. Da. Тука сакам да покажам колку една мала, еден мал момент. Може да направи Например, големи- кога одиме на пословен состанок и кога ќе облечеме една бела убава кошула, ќе го закопчаме дугмето и ние сме веќе пословни. Така. Ќе го откопчаме дугмето и ние одиме кај нашиот најсакан. Така, веќе сме опуштени, Веќе сме- ноншалантни, да. Значи само тоа едно мало дугме, колку уметност може да створи само тој еден мал детаљ, едно мало Да дугме создаде- колкава да создаде, пардон, Друга- да се извинувам. Друг амбиент. Да, Да. друга димензија, да. Завршуваме со копчиња. Се откопчавме, се раскопчавме во подкастот Мирисот на книгата. Драго ни беше што ето ќе ја имаме и јасна Петка Стојановиќ во нашата мисија да ја потикнеме читачката кондиција кај нашите следбеници.
Hvala Tanja zato što si me pozvala da učestvujem. Bilo mi mnogo drago i mnogo mi znači ovo. Така. Продолжете мирисате на страниците на книгите, драги следбеници и читатели.